Малешевијата во своите пазови го чува малото градче Берово, како бисер кој е мека за туристите. Берово интензивно работи да ја подобри инфраструктурата и да се запише на картата како барана туристичка дестинација. Но исто така, локалната самоуправа работи да ја подобри воопшто инфраструктурата, што ќе значи и подобар живот за самите граѓани, но и една современа и урбана слика на малото Берово. Како градоначалник, уште во првиот мандат кога дојдов, видов дека инфраструктурните сообраќајни објекти беа во доста руинирана состојба и тоа го ставив и за мене и за локалната служба како приоритет да се изготвуваат проекти, да аплицираме по институциите во Република Македонија и по другите институции како амбасадите, за да добиеме средства со кои средства ќе можеме да ја подобриме инфраструктурата. Еве една од таквите улици која е финансирана со грант од Светска банка и средства од буџетот на општина Берово е и улицата Страшо Пинџур, која верувам дека до 23 август се отпочнати работите, како што гледате, и ќе биде завршена. Мислам дека 2015 година ни е една од поуспешните години во однос на асфалтирање на улици и локални патишта, така да кога ќе земеме сето тоа што е направено, а тоа се асфалтираните улици Даме Груев и улица Ленинова и улица Неретва, во фаза на подготовка на асфалтирање, како што реков, Страшо Пинџур, која очекувам до 23 август да биде асфалтирана, и двете улици во село Динарци се работи негде за должина од 4 километри, или тоа помножено по квадратура, ако земеме во обзир дека тие улици се по просек по 5 метри широчина, ќе видиме 5 по 4, тоа се работи некаде околу 20.000 метри квадратни асфалт. Значи, тоа е нешто што е цирка која покажува дека локалната самоуправа, општината, работи стварно сериозно за подобрување на сообраќајната инфраструктура. Во Берово континуирано се подобрува патната инфраструктура. Реконструирани и рехабилитирани се локалните патишта до населените места. Изградени и реконструирани се најзначајните улици од уличниот систем во Берово, улиците од централното градско подрачје, како и доста голем број улици кои се надвор од централното подрачје, но се од огромно значење за сите жители. Моментално, градежната механизација финишира со работите на улицата Страшо Пинџур, каде се извршува реконструкција на улицата во должина од 554 метри со широчина од 6 метри, со вградување на асфалт, бетонски слој со дебелина од 5 сантиметри, а за реализација на проектот ќе бидат потрошени околу 5,5 милиони денари, од кои 2,5 милиони се обезбедени преку проектот за подобрување на општинските услуги на владата на Република Македонија, додека останатите се од буџетот на општината Берово за 2015 година. На улицата ќе биде решен и проблемот со атмосферските води, со што ќе се реши долгогодишниот проблем на една од најважните улици во градското подрачје, која беше во очајна состојба. Сигурно ќе биде поарна од што е било, од што е била улицата. Направија се неколку улици. Неколку улици се направија, па дојде ред и на таа улица да се направи, која е околу 680 метра. Таа улица, од кај Муртовци доле до тука до под сам Ловник. Ми се чини оти доста е должината на улицата, а беше многу оштетена. Преки тука одат и тешки возила. И тешки возила одат. Нема да е като порано, ами че е многу поубаво. Ставија се нови вичнаци, копанија се тие тука, закрпија се, сега едино да се зачисти улицата, и асфалтерката гледаме тамо при Татекс дека беше порано. Ќе видиме нов асфалт по таа улица Страшо Пинџур и улицата Дедо Малешевски. Една од улиците во градот која беше во очајна состојба, улицата Неретва, изминатиот период доби нов асфалт. На оваа улица се работеше на должина од 480 метри, од кои 419 метри ја офаќаа постоечката траса на улицата.
каде постоечкиот асфалтен слој беше иструган, со што улицата е асфалтирана во широчина од 6 метри, со асфалтен слој и дебелина од 5 сантиметри, додека останатите 61 метар го опфаќаат кракот на улицата Неретва, кон пешачкиот мост на реката Брегалница, во непосредна близина на стамбениот комплекс. Знаеме претходната ситуација на таа улица, беше навистина многу руинирана. Сега, благодарение на општинската управа, сега не знам дали градоначалникот, сигурно и некои други структури се, ова улицата е во безпрекорен ред. Сега е добро. Најпрво се постави водоводната мрежа. Оти беше 35 години азбестни цеви. Сега имаме друга појак напон, направено е чиста вода. Улицата исто и она се асфалтира, нема дупки, добро е. Нема кој не е задоволен. Убаво, шо е убаво, гледа се на лице место. Исто така се изврши реконструкција на улицата Дамјан Груев во потекот од влезот на црквата Свети Тодор до спојот на улица Индустријска, како и делот узводно по Ормански поток во должина од околу 720 метри. Истовремено со асфалтирањето на улицата Дамјан Груев, нов лик доби и соседната улица Ленинова, улица која со новопоставениот асфалт се приклучува кон урбаната слика на градот. Голема благодарност на градоначалникот за стороеното до сега во Берово. Задоволен, презадоволен, асфалтираа се 6-7 улици. Најпосле дојде ретина наша, одлично е. Па спрема тоа што беше улицата пред тоа, сега е екстра. Идеално е. Идеално е, нема дупки, гледаш убав асфалт. Децата си игра па, како што беше и порано, убав асфалт. Возат се на ролери. Ние сме староседелци на таа улица над 40 години. Пред да се асфалтира улицата, кога беше полна со дупки нон-стоп, децата паѓаа од велосипедите, од да не спомнувам што ти реков преко од ролери, тоа не можеше, а сега веќе е подруго и по безбедно е за нив пред се. Па во главном позитивно, значи со оглед на тоа дека се наоѓаме токму на улицата Даме Груев, која се работеше во текот на неколкуте претходни месеци, значи дефинитивно и овој дел од Берово доби една модерна инфраструктура, односно една модерна сообраќајница, така да и луѓето кои живееме на улицата, па и луѓето кои живеат на предградието во Берово, верувам дека дефинитивно го решија проблемот со патна инфраструктура и дека се задоволни од асфалтирањето на улицата Даме Груев. Општина Берово во изминатите неколку години континуирано реализира проекти преку кои се подобрува тротоарската инфраструктура, која е од огромно значење за безбедноста на пешаците во учеството во сообраќајот. По поставување на тротоарската површина на неколку главни улици, сега пешаците сигурно можат да учествуваат во сообраќајот и по новопоставените тротоари од 900 метри на двете страни на улицата 11 октомври, во потегот од раскрсницата на улица 23 август до мостот на реката Брегалница, пред раскрсницата со улица Моша Пијаде. Заложбите на локалната самоуправа за подобрување на патната инфраструктура во градот не застануваат тука. Конечно и жителите на улица Бродославица ќе чекорат по асфалт. Преку проект изработен од страна на општина Берово се реализира уште еден локален пат Берово-Милина црква во населбата Бродославица, со што ќе биде изграден нов пат во должина од околу 700 метри и асфалтирање во широчина од 4 метри, со асфалтен слој и дебелина од 7 сантиметри. Општина Берово во рамките на годишната програма за улици и патишта за 2015 година има предвидено изградба на уште неколку улици и патишта, меѓу кои е и пробивањето на улица 20 во населба Ширината во Берово. Во текот на летниот период планирано е да се спроведе постапка за избор на изведувач, кој ќе ја трасира и пробие новопланираната улица, која ќе биде тампонирана, проект кој ќе се реализира во текот на есенскиот период од годината. Овој тренд на подобрување на уличната мрежа се забележува и во селските населби во општината, па можеме да заклучиме дека значително е подобрена патната инфраструктура на секаде низ општината.
Во село Будинарци моментално се работи на изградба на две улици и тоа, едната улица од регионалниот пат Берово-Виница до селските гробишта, во должина од околу 170 метри, која ќе биде асфалтирана со асфалтен слој во широчина од 3,5 метри и дебелина од 7 сантиметри, а предвидена е и изградба на банкини од двете страни, со широчина од 0,5 метри, како и земјен канал за атмосферски води. Втората улица во село Будинарци е улица која ќе спои две претходно асфалтирани улици и започнува на крстосница со асфалтирана улица во близина на реката и завршува во близина на семејната куќа на фамилијата Колевски, каде се спојува со постојан асфалтен пат. Би требало да се направат. Задоволни. Баре кал немаме, каде сме задоволни. Иначе порано беше многу камени, кога заврнеше туа вода, горе долеш од тука од Риdo, тоа не можеше да мрнеш од туа кал. А са баре и да заврне, баре кал нема. Преходно не беше до ништо. Потока туа за никаде. Сега е добро. Сега е многу преиначено, предобро, него порано што е било. Тука немаше никаква таква, тоа беше просто андак, ништо немаше тука. А сега ше кој не ти фанда. А сега, ако не сме задоволни, никош нема да бидеме ни задоволни. Селото Ратево исто така е опфатено со проектот на локалната самоуправа, каде ќе биде изградена улица во Мишовското маало, која започнува од центарот на селото и ќе се асфалтира во должина од околу 140 метри, со вградување на асфалтен слој со дебелина од 7 сантиметри, додека во Русиново ќе биде изградена улица Даме Груев, каде веќе се започнати активностите. Средствата за реализација на овие проекти ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Берово за 2015 година. Да ни направи тука канало, да не асфалтира улицата, още по-задоволни. Улиците не се лоши, не се ископани и ова е можеби тоа е единствено село кои и бочните улици, не само главната, и на 10 метра се асфалтирани. И повеќе пати, така да нема некои дупки многу ископано. Како тежок проект кој очекувавме многу порано да се реализира, но благодарение на нерешените имотно-правни работи во општината, тоа е изработката на проектот за изградба на комунален водовод за село Двориште и за село Ратево, но очекувам дека работите се при крај. Еве за село Ратево сметам дека ќе се отпочне со тендерска постапка, за село Двориште тоа го сега работиме, така потешки проекти се и мислам дека тешко ќе ни биде со дислоцирање на автобуската станица, за која автобуска станица имаме проектна документација, но сепак и сега постоечката локација во новиот детален урбанистички план ќе представува тесно грло за градот и јас мислам дека треба да тераме некоја локација која ќе биде на влезот во градот, како што е и во сите други градови во Република Македонија. Општина Берово во овој период во голема мерка инвестираше и во водоводната и канализационата инфраструктура во сите населени места, во подобрување на условите во образовните институции, подигање на нивото на спортските дејности преку изградба и подобрување на спортски објекти и организација на спортски настани, додека не застанува ниту во полето на културните настани, со што преку организирање традиционални културни настани се вбројува во препознатливите културни, а со тоа и туристички дестинации во Македонија, која има своји препознатливи и уникатни фестивали и настани. Во туристичката населба Беровско езеро започна изградба на фекална канализација. Канализацијата е со должина од 800 метри, а инвестицијата е вредна околу 3 милиони денари. Со овој проект, оваа туристичка населба ќе го реши проблемот со отпадните води, со што ќе се придонесе водата од Беровското езеро, да нема загадување од населбата. Да се продолжи и во иднина со изградба на инфраструктурата, се изработи проект за продолжување на колекторот за фекални води, кој колектор е во должина од 800 метри и ќе ги опфати и понатаму ново изградените викендици и хотелите кои сега користат септички јами и го загрозуваат
квалитетот, тоест на водата на Беровско езеро, од каде градот и општината црпат сурова вода за пиење. Проектот за изградба на фекална канализација и приклучување на хотелот ВИП, како и сите туристички капацитети и вили од туристичката населба кон овој систем, е неминовна потреба на градот Берово. Берово е познато по својата природа и чиста животна средина. Колку и да се развива туризмот, мора да се внимава на ваквиот бренд на Берово. Од овие причини, но и од причини што градот Берово пие вода од Беровското езеро, ние како влада решивме да и помогнеме на општината за изградба на овој дел од фекалната канализација и издвоиме 3 милиони денари. Со средства обезбедени од буџетот на општина Берово, поставена е нова водоводна линија до село Владимирово во должина од 110 метри, кој проект е од огромно значење за овој дел од селото, поаѓајќи од фактот дека на оваа линија се приклучени околу 15 фамилии, на кои трајно им се решава проблемот со водата за пиење. Општина Берово, преку проектот за управување на речниот слив на реката Брегалница, обезбеди финансиски средства за реализација на проектот, со кој е направена целосна реконструкција на пумпната станица во село Русиново. Со проектот е направена целосна реконструкција на објектот, санација на фундаментите за опремата, нова електрична инсталација, кровната конструкција со најнов инсталиран современ софтвер за дигитална контрола на работата на пумпната станица, со што целосно се надминати повремените проблеми кои ги имаше со водоснабдувањето на вода за пиење во село Русиново. Со инвестиција од 600.000 денари, издвоени од буџетот на општина Берово, целосно се реконструирани и проширени два моста на Русинска река во село Русиново, кои се наоѓаат на улицата 11 октомври, која води кон црквата во селото, и кон локалниот пат Русиново-Владимирово на улицата Бел Камен. Задоволни сме, това многу сме задоволни. Добро е това, што? Това беше многу тоа за пустен. Сега е добро и треба да се продолжи, разбирате. Треба да се продолжи, да се оправија работите. Това не е место население со, кажа, с малку светлини. Главен приоритет на општина Берово е да се создаваат основни инфраструктурни услови со цел да се анимира приватниот сектор за да инвестира во индустриските капацитети, со тоа отварајќи нови работни места. Во местноста викана Шушлевец, оддалечена 1 километар од Берово, во тек е изградбата на технолошко-индустријската развојна зона Берово, која ќе се простира на површина од 17 хектари и на која ќе има 8 парцели, а планирана е изградба на внатрешна улична мрежа, довод на вода, струја и газ, посебна мрежа за улично осветлување, канализацијска инфраструктура за прифаќање на атмосферските и отпадните води, како и преземање на сите потребни мерки за заштита на животната средина. Овој проект, кој е од исклучително значење за Берово, преку вложување на владата на Република Македонија од околу половина милион евра, ќе овозможи отварање на нови работни места, кои ќе ја заживеат општината. Со вкупна инвестиција од 2 милиони евра, Клепалска река е изворот за искористување на обновливите извори на енергија, каде се градат 2 мини хидроцентрали, поточно 2 комплекси на објекти за производство на електрична енергија, кои ќе имаат инсталирана моќност од 175 киловати и 250 киловати, кои нема да го загрозат биолошкиот минимум на реката и нема да биде доведен во прашање биодиверзитетот на реката. Општина Берово е прва општина во регионот која изгради и ќе стопанисува со дом за згрижување на стари лица. Новоизградениот центар е изграден по најновите градежни стандарди со сите услови за сместување и нега на стари лица. Вредноста на објектот изнесува 140.000 евра, од кои хуманитарната организација Холандија Македонија донира 111.828 евра, а општина Берово учествува со 20% од вкупната инвестиција, со што овој проект е досега најголемата донација на хуманитарната организација реализиран во општина Берово. Со
Со новоизградената капела која е со големина од 10 на 8 метри, вклучени се сите потребни простории кои ги бараат објектите од ваков тип, со што се решава еден долгогодишен проблем на жителите на општина Берово. Капелата е изградена до црквата Свети Тодар, до градските гробишта во Берово, додека средствата за реализација на проектот целосно се обезбедени од буџетот на општина Берово. Како една одлична содржина која се нуди на туристите е пешачката патека околу Беровското езеро. Пешачката патека е долга 1680 метри и води од хотелот Аурора преку круната на браната, па се покрај брегот на езерото и живописната шума која го заобиколува езерото. Инвестицијата на патеката е околу 12 милиони денари. И сметам дека сите инфраструктурни објекти кои ги изградивме благодарение со средства од владата на Република Македонија, а предмалце одевме по истата и сега се наоѓаме, е пешачката, велосипедско-пешачката патека, која е во должина од 1680 метри и вредноста на објектот чини 11 милиони денари. Во целиот изминат период, заедно со пратениците од овој регион, со општината и со градоначалникот Наџински, реализиравме бројни проекти од значење за Берово. Во таа низа на проекти денес имаме можност свечено да ја одбележиме успешната изградба на патеката покрај Беровското езеро, за кое како влада инвестиравме 12 милиони денари. Денеска сме тука и за проектот за пешачката патека околу езерото, кој е многу важен аспект да се има соодветна содржина за рекреација и можност да се ужива во прошетките околу ова преубаво Беровско езеро. Драги беровчани, има проекти и нека има. Ние како Министерство секоја сме отворени и достапни за соработка со локалните власти. Тоа е нашиот поглед кон работите да помагаме и да изнаоѓаме нови средства за проекти. Инвестициите во спортските објекти се еден од приоритетите на општината, со цел да се обезбеди нормален раст и развој на децата и соодветни услови за физичко образование. Следејќи ја ова наша цел, Основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски подготвува проект за подобрување на спортското игралиште во село Будинарци, кое ќе биде асфалтирано. Исто така, во тек е реализација на уште еден проект преку кој се реконструираат спортските терени до зградата на основното училиште во Берово. Реконструкцијата опфаќа асфалтирање на постоечкото игралиште од 1050 квадратни метри, со нанесување на нов слој од асфалт со дебелина од 6 см, кој ќе биде асфалтирано, осветлено и оградено. Општина Берово не заостанува и во искористување и имплементирање на проектите од предпристапните фондови на Европската Унија. Доказ за тоа е и добиениот проект од ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија во вредност од 500.000 евра за целосно реконструирање со зголемување на енергетската ефикасност на детската градинка 23 август во село Русиново. Детската градинка во село Русиново и општина Берово. Овој проект го работат во партнерство со детската градинка Џани Родари и општината Гоце Делчев во Република Бугарија, а носител на проектот е општина Берово, додека активностите во детската градинка во село Русиново се во завршна фаза. Општинското основно училиште Никола Петров Русински од село Русиново. Грејната сезона во учебната 2014-2015 година ја започна со ново инсталирано топловодно парно грејење, со што се реши еден долгогодишен проблем со затоплувањето на целата училишна зграда и старите ќумбиња на дрва се заменети со еден модерен систем за грејење. Во Општинското средно училиште Ацо Русковски финишира проектот за реконструкција на кровот на училишната зграда, со што во Беровската гимназија ќе бидат заменети постоечките салонитни керамиди кои се дотраени, како и хоризонталните и вертикални олуци кои се во доста лоша состојба. Покрај ова, училиштето подготвува уште еден проект преку кој ќе се реконструира една од училниците во зградата, која ќе биде приспособена и пренаменета во ресторан за практична настава на учениците од туристичко-угостителска струка. Училницата ќе се реконструира со средства од буџетот на општина Берово и ќе биде целосно опремена со опрема која се донира од страна на Министерството за образование и наука.
кон сите граѓани на општина Берово, апелирам дека заеднички треба да продолжиме да работиме, зашто сепак мислам дека изградивме многу, но се уште сме на почетокот. Во нашата општина има многу објекти кои треба да се градат, се во интерес за подобрување на животните услови на граѓаните. И јас апелот уште еднаш ќе го повторам, сите заедно можеме да изградиме многу повеќе. Ова се дел од активностите на кои изминатата година локалната самоуправа од Берово интензивно работеше со цел Берово да добие современ и урбан изглед. Берово, кое е во срцето на Малешевијата, само со инвестиции во него, може да го гради својот имидж на град, каде се чува старата малешевска традиција, но и се олеснува комуникацијата и се создаваат современи услови за престој на туристите, влюбениците во Малешевијата, но и за животот на малешевскиот човек.